Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека во неговиот мандат ниту една маркица за зграда не е зацртана, ниту пак му паѓа на памет да донесе план за изградба на згради. Пред изборите ветив, по секоја цена останав на дадениот збор. Нити започна со градба зграда, нити беше зацртана маркица за зграда, нити ќе биде зацртана до крајот на мојот мандат. Директно се спротивставувам и се спротивставив на урбаната мафија, со цел општина Бутел да остане мирно место за живење. Принципи, истакна првиот човек на општина Бутел Дарко Костовски. Од утре 14 мај па се до 21 мај општина Ѓорче Петров ќе спроведува пролетна акција за бесплатно собирање кабаст отпад. Акцијата е наменета за сите жители на општината, со цел да се подобри хигиената во населените места и да се отстранат старите нефункционални и габаритни предмети од дворовите и улиците. Како што информираат од локалната самоуправа, станува збор за организирана и бесплатна услуга наменета за одложување на габаритни предмети, како стар мебел, електроуреди и друг отпад кој не припаѓа во редовните контейнери. Покрај фиксните локации, во текот на целата акција, специјално ангажирани камиони ќе кружат на секој еден час низ повеќе точки во урбаниот и руралниот дел на општината. Локациите се прецизно утврдени, а целта е секој жител да има брз и лесен пристап до услугата. Од општината апелираат до граѓаните да ја искористат оваа можност, но и да бидат совесни. Кабастиот отпад да се остави исклучиво на означените места и во предвидениот период, за да се спречи нерегуларното депонирање и загадување на јавните површини. Привршува изградбата на нова улица во населбата Усје, која значително ќе го унапреди квалитетот на живот на жителите во овој дел од општина Кисела Вода. Од општината информираат дека се работи за сосема нова улица со должина од 180 метри и површина од 900 квадратни метри, која е целосно поплочена со бекатон, односно павер елементи. Оваа улица се гради во делот каде што никнуваат нови домаќинства, како директен одговор на потребите и барањата на жителите од оваа населба. Покрај новата улица во завршна фаза е и обемниот зафат за целосна реконструкција на сите улици во населбата Усје, кој се реализира како дел од стратегијата за инфраструктурна обнова на општина Кисела Вода. Пред почетокот на овие градежни активности беше изградена и фекална канализација, со што според општината се создадени целосни услови за урбан развој на оваа населба. Оваа нова улица во Усје е доказ дека кога жителите имаат јасни барања, а локалната самоуправа има слух и визија, резултатите се видливи. Градиме таму каде што досега немало ништо. Создаваме услови за достоинствен живот и ја спроведуваме нашата стратегија за целосна инфраструктурна трансформација на Кисела Вода. Усје добива нов лик во завршна фаза и комплетна реконструкција на останатите улици во населбата, која претходно доби фекална канализација, изјави првиот човек на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски. Општина Карпош интензивно работи на пролетно генерално чистење на собирните и стамбените улици, како и блоковското парковско зеленило низ урбаните заедници. Како што известија од локалната самоуправа изминатата сабота, сите вработени од општината биле вклучени на генерално чистење на целата територија на општината. Во текот на вчерашниот ден, секторот за екологија изврши темелно расчистување на тревниците од сува трева, искршени гранки, пластики, камења и друг отпаден материјал, како и чистење на собирните и стамбените улици од насобраниот смет покрај рабниците на тротоарите. Ова темелно чистење во текот на вчерашниот ден беше спроведено во Карпош 3. Денеска екипите го расчистуваат Карпош 4, а во текот на утрешниот ден оваа активност ќе се спроведе на територија на Карпош 1 и Карпош 2. Информира од општината и упатија апел до жителите максимално да придонесат кон подобрување на хигиената, а особено на тревните површини. Упатуваме апел до јавното претпријатие Комунална хигиена и јавното претпријатие Паркови и зеленило да се однесуваат одговорно кон средствата што ги добиваат од граѓаните на Карпош и да ги исполнуваат своите законски обврски, велат од општина Карпош. Општина Центар распишува јавен повик за манифестацијата Нош и вилјушка на европска чинија по повод меѓународниот ден на семејството, информираше градоначалникот на општината Горан Герасимовски. И годинава не очекува богата дегустација на европски и македонски специјалитети, многу дружење и културна размена во паркот на франкофонијата. Ги повикуваме сите здруженија, организации и правни субјекти од територија на Центар, кои имаат искуство во областа на културата, туризмот и маркетингот, да аплицираат и да бидат дел од оваа традиционална манифестација, напиша Герасимовски на социјалните мрежи.
moje skoke, grad moj ljubav liče, što mi rasude sni. Večno te ja sam